Околу 30 деца со пречки во развојот, тоа е со лесна умерена попреченост, со оштетен вид или слух, се дел од редовната настава во основните училишта во општината и бараат многу повеќе внимание и работа како од страна на наставниците, така и од страна на стручните служби. На ниво на општина засега е ангажирано само едно стручно лице дефектолог кој е задолжен да посвети соодветно внимание на сите тие ученици надвор од редовната настава. Мобилниот дефектолог Димитар Спасов располага со неколку уреди кои ги користи за потребите на двете училишта во градот, како и за подрачните. Асистивната технологија засега ја има само основното училиште Славчо Стојмески, кој е вклучено во УСАИД проектот Отворете ги прозорците, а со нив работи мобилниот дефектолог. Асистивната технологија е најмногу добродојдена кај овие деца, што најголема придобивка од овие уреди имаме во концентрацијата кај децата, се користи секој уред. Двојниот клик се користи кај децата кои имаат потешок физички хендикеп, значи може да го користи без разлика дали со нога или со рака, во зависност од можности кај детето, и тракболот исто имаме голема улога кај децата кои што имаат неразвиена фина моторика. Тастатурата има улога во описминувањето на самите деца. Основното училиште Гоце Делчев има преземено чекори за подобрување на инфраструктурата, а прави обиди за обезбедување на соодветни помагала. Во однос на обезбедувањето на услови за работа со ученици со посебни образовни потреби, во училиштето преку проектот за меѓугранична соработка со Република Бугарија обезбедивме лифт, пристапна рампа и обуки. Сите наставници имаат изготвено индивидуални оперативни планирања за работа со овие ученици, а во училиштето 2 дена работи и мобилен дефектолог, кој всушност користи и асистивна технологија за работа со некои од овие ученици според степенот на нивната попреченост и според нивните потреби. Меѓутоа, ако се има во предвид фактот дека овие деца не можат да го добијат соодветниот третман во редовната настава, а со по 1 или 2 часа месечно со дефектологот резултатите бавно доаѓаат, сите се согласни во едно. Значи подобро е да има еден мобилен дефектолог на ниво на општина кој што ги координира и другите дефектолози, најдобро е да има секој училиште дефектолог. Со децата кои што работевме уште од самиот почеток кога се вработи, имаме големи успеси во делот на описминувањето и концентрацијата на вниманието, значи имаме разни изработки од самите деца кои што ги имаме испраќено и до Отворете ги прозорците како голема благодарност, до дневниот центар имаме носено како изработки од нашите ученици кои што имаат потешкоти во наставата, значи имаме добри успеси. Мобилниот дефектолог во нашето училиште работи 2 дена, со оглед на тоа што обслужува 3 училишта од општина Виница. Сметам дека временски не е доволно посветен во нашето училиште, бидејќи има потреба од повеќе време за работа со овие ученици. Со секој од овој ученик треба индивидуално да се работи, затоа потребно еден дефектолог да го обслужува целото работно време во нашето училиште за да се постигнат оние оптимални цели со овие ученици. Потребата од техничко и стручно докомплетирање на училиштата е дотолку поголема, што сите досегашни обуки и истражувања од користењето на асистивната технологија низ училиштата во Македонија покажале квалитетни резултати во подобрувањето на образованието на учениците со посебни образовни потреби кои се вклучени во редовните училишта. И овој факт не треба да биде изненадување, имајќи ги во предвид позитивните искуства ширум светот.